Дали си среќен? Јас да. Пошто се разбудив денес. Ти среќен си, брат? Да. Почнем се од него, брат. Он ми зрачи добра енергија. И јас со него, да. Имате ли некоја формула за среќа или ова е формула? Да. У малите работи да го најдеш тоа убавото. А кажеш па жив здрав сум денеска, се разбудив. Доста е. Друго све е плюс. Кои 3 работи да прават среќа? Не знам, здравје, сонце, лето. Мајка ми, татко ми, брат ми, тетка ми, внука ми, братовчетки да мачат од дома што го имам. И другаријата, фала Богу, луѓето околу мене. Дури не излезам да го видам ѓубрето надвор и почнувам да се нервирам. Да сме среќни, материјално и да најдем добар маж. Оле ми вика сте ја прашале формула колку брзо вози. Јас се спремам на тоа да одговорам. Не. Викам 320. Јас иначе многу среќна бев со прав внучето мое. Па барем стресот малце од малце да си го тргнеме. Знаеш како полабаво се чувствуваш, некој грам си послаб после тоа мрчење, ама да во секој случај мора да се превземе акција. Во ред е да измрчиш, да си најдеш истомисленици, ама мораш да ја превземеш акцијата. Ако мрчиш и гледаш да го смениш тоа што ти пречи, окей, ако мрчиш само за да мрчиш, нека го се влагаш од дупка сам со себе. Зависи како ќе мрчиш, брат. И за кои работи ќе мрчиш. Ако мрчиш за добри работи, ако мрчиш за други луѓе, за фини луѓе, лошо е тоа, ама ако насочиш енергијата кај што треба, окей. Секој ден сум среќна кога ми е. Што да кажам? Додека скандинавците се постојано на врвот на листите за најсреќни нации на светот, Македонија се наоѓа некаде во средината од втората половина. Но ние не би се согласиле дека сме несреќни, бидејќи веруваме дека имаме работи кои другите ги немаат. Силни релации, топла заедница и можност да се радуваме на невозможното. Постои ли универзална формула за среќа или секоја нација си го има својот таен рецепт? Денеска ќе се обидеме да откриеме што значи да си среќен. Ако живееш во мало, во кое ги знаеш имињата на најблиските роднини на твоите соседи, имаш пријатели од основно, од средно, од факултет, од на клупи и од град, пиеш кафе на места на кои ти го знаат името, сабота со сонце е за во парк, недела е за семеен ручек, работиш 5 активни часа, животот не е фер, системот е никаков, локацијата на која се наоѓаш, без дилема, е Македонија. Се разбира, ова се само стереотипи како резултат на мешаната перцепција што ја имаме за себе. Од една страна се гледаме како сноудливи, топли и духовити луѓе, а од друга како хронично уморни од неправда и систем што не функционира. Стереотипите велат дека сме гостопримливи, тврдоглави и дека секогаш ќе најдеме начин, дури и кога нема начин. Животните услови најчесто ги врзуваме за економска несигурност, корупција и лоша инфраструктура, но истовремено и за силно семејство, блиски пријателства и чувство на припадност, кое ретко го има на друго место. Само довербата ни варира. Самоуверени сме во личната способност да се снајдеме, но често песимистички во однос на државата. Неговите книги и професионални проекти инспирираат илјадници луѓе да веруваат во личниот и колективниот напредок, а неговиот пристап кон комуникацијата секогаш носи доза храброст, визија и човечност. Како некој што често патува, еве и сега те чека пат, се враќаш од еден одиш на друг, и јас истото си го правам многу често кога сум на аеродром, многу сакам да ги гледам луѓето кои што патуваат. Значи не сум во телефон, не сум пред компјутер, не читам книга, си се обидувам да погодам што се крие за тие лица, дали се задоволни, дали се среќни, дали ги радува патувањето, дали некој ќе ги чека, кој ги чека. И ти го правиш тоа стално. И каков ти е впечатокот? За мене аеродромот е огледало на животот. Затоа што на аеродром ти можеш да ги доживееш сите човечки емоции. Имаш оние што се испраќаат. Значи имаш тага. Да. И баш оној момент кога фамилии се разделуваат, пенија се качува по ескалаторот што се оди, па моје
има таа Не сака една да се секунда сврти, да се сврти, ама не може повеќе од една секунда што ќе се расплаче. Ги имаш оние што едва чекаат да отидат негде на одмор. Да. И имаш и онаа среќа кога ги чекаат да се вратат од аеродром. Или кога ќе се сретнат. Да, кога ќе се сретнат. Ама во принцип убаво е да ги доживуваш сите човечки емоции. Меѓутоа и ги гледаш сите верзии на среќата И на тагата. и на тагата. А многу интересно е за среќата, знаеш зашто многу е поврзано со тоа како го живееме животот. Нели кога планираш некаде да одиш, планираш со месеци. Доаѓа моментот, се пакуваш, одиш, се возбуден, најубаво се поминуваш, сема после се враќаш у реалноста. Всушност можеби таква е дефиницијата на среќата што имаме, ние можеби малку е погрешна. Да го доживува пикот. Ама Дека добро, мора негде да отидеш за да бидеш среќен. манифестацијата на среќа дали е универзална? Јас мислам дека не е, заради тоа што ние како луѓе, самото општество, заедницата во која што живееме, научи како да ја манифестираме, како да ја покажуваме среќата. Дали сме среќни или не сме среќни. Саки речат, вие живеете нели во држава во која што имате 300 сончеви денови, како може да не сте насмеани. Истото ние ќе го кажеме, како па овие скандинавци се среќни нонстоп им е Мене темно тоа им никогаш не ми е брненте. јасно кога ќе кажат Данска е најсрекна земја Да. или Финска. Данска, финска, шведска. Да. Меѓутоа тоа повеќе има врска со условите во државата отколку со времето. Веројатно, сигурно е Според тоа тие така. параметри се прават анализите тие. Но можеш ли да кажеш, вака, не знам, твој личен субјективен впечаток, кој ти се чини дека се најсреќни? И кого ја гледаш таа среќа Сама се филозофски ќе Да. се одговорам. Најсреќни се тие што не треба нигде да отидат за да бидат среќни. Дека ја носат среќата во себе. Да, Мислам многу е дека- ова филозофски сега. Многу е секој ќе филозофски, се знаеш најде што ќе тука. ти кажам? Затоа што среќата ние ја сваќаме како некако фикс. Да добијам нешто, ќе бидам среќен. Само да отидам на одмор недела дена, после све ќе ми биде супер. Нема да ти биде супер, ќе се вратиш пак И во ќе те биде реалноста. полошо, Ја мислам дека зашто си го видел суперот. да, не само тоа. Ако научиш да бидеш среќен во твојата реалност, тогаш се друго ќе си биде само еден плюс, ќе ја надгради твојата среќа. Меѓутоа, ако среќата ти зависи од бегање од реалноста и од некаква екстерна валидација, тогаш ние не чувствуваме среќа, чувствуваме фикс. Ама сите имаме потреба од екстерната валидација. На нашата работа, на нашиот изглед, на тоа што го правиме, на тоа кои сме. Па најверојатно Не? и затоа сме толку несреќни. Затоа што Мислиш? чекаш, па да, потајно, длабоко во себе и на друштвените мрежи сите бараме валидација за нашиот живот, како изгледаме, каде патуваме. Например, ја некогаш си викам, што ќе се случи ако негде патувам и ништо не постирам? И не можам, морам да постирам. Не знам Зашто? дали ти го имаш тој момент. Заради другите или заради себе? Па и заради себе и заради тоа За да што си веќе немам направиш слики. албума. Да, веќе нема албуми. Да. Нели порано имавме албуми. Не знам, Сега немаш. јас кога си постирам, пред се си го гледам како некој дигитален албум за тоа каде сум била и што ми се случувало и некогаш имам таква нека навика, кога не можам да заспиам или нели кога имам некој лимбо, да си ги свртам фотографиите и го имам тоа чувство на среќа. good feel. Да. Така што може би поише заради себе, ама веројатно да, зашто ни е потребна таа валидација толку за среќа, не знам, ева е компарација например со нашите Ама има и родители, бав момент. со нашите дедовци и баби. Ете немале они. А немале. Ама имале. среќни биле. Мислам дека и многу подобро можеби ги памтеле работите. Ти Што сега си- не уживаш у моментот. Ама си ги прераскажувале, па Си си ги- додавале. И сега идеш на некое место. Некое најфилмско место и ти се местиш 10 минути да се сликаш. Колку од нас Не вака да уживаш. остануваат и уживаат во местово, ние мислам дека што направи технологијата, ги памтиме работите базирано на сликите, а не на чувството што тие го побудиле кај тебе. Коментарите се допамин. Да, па се. Ама лошите коментари не се. Па и најчесто ти се фокусираш на лошиот. Ке ти пише тебе 100 добри коментари, еден ќе ти напише некој лош коментар и ти готово. Ќе уништиле среќата. Да, ја. Значи пак Значи среќата зависи валидацијата надворешна. од другите. Да. Добро, не знам, јас споделив со нашиот заеднички пријател дека луѓето како мене и тебе кои што постираат кога вежбаат, дека се посебна категорија на Дека имаат психички психопати. психички проблем. Ја тоа му го пратим. Па добро. Мартин, ти мислиш дека имам психички проблем? Јас само констатирав. Не прашав. Диагнозата е потврдена. Да. Дали луѓето со кои што ти си опкружен тука во Македонија, сметаш дека се среќни? Во мојот круг да. Да. Ама мене ми треба 42 години да го формирам кругот. Затоа што Го чистиш уште? па мислам дека е добро зачистен.
Да. Педантен сум многу со кого го трошам моето време. Според анализите, младите луѓе доживуваат социјален пресврт. Дури 19% од нив рекле дека немаат ниту еден човек на кој што би можеле да се потпрат. Но исто така анализите велат дека доволно ви е само едно пријателство за да ви го смени квалитетот на животот, среќата и фреквенцијата на праќање мимс. Значи среќата не зависи од апликациите и книгите кои што се за мотивирање и за самопомош. Таа е тука некаде и можеби чека прв да ја пишеш. Во нашиот денешен експеримент тестиравме кои се навистина приоритетите за среќа на младите луѓе. Кој сака да почне? Ајде ќе почнам јас поред. Фала, многу пријатно. Повелете. Да видиме кој играл Тетрис. Здрава животна средина, чиста природа, воздух, вода, почва и храна и слобода на избор. Знаев дека ова ќе биде еден од твоите. Сега, мислам дека сите треба да добијат 3, ама ако веќе треба да се бира. Многу е тешка вака да се Тие избере. 30. Ама знаеш кога ги прашуваат исто во оние анкети на годишни што ги прави Срикни, знаеш колку има прашања таму? Па сигурно многу повеќе. Да, уште потешко. Што работам во образование? А ти си ги знаеш минусите таму? Па сега, да. Еве едно вакво. И тука сме исти со Теди. Добра. Теди, да. Ќе ставам 2 за можности за патување. И скоро сте разбри. Да. Ќе ставам. И не те осудувам. Потоено сите сакаат таму да ги стават првите 3. Само малку незгодно. Дали е политички коректно? Ева малку да се издвоам од останатите, ќе ставам 3 за интензивен културно и забавен живот, бидејќи сепак млада сум. И уште едно за стабилна плата и работа, за беднината. Да, види ова интензивен културно забавен живот, мислам ние можеме само да им раскажуваме. Како било? Да, и они да викаат лажеш. Повели? Треба да имаш пријатели на кои што можеш да сметаш. Твоја крвна група Ти си мој човек. Коста за ова Па со збореше нив можеш да долго. патуваш и све друго после да Да. Па ќе се расчистите после со трошоците. Слободен избор да си имаш тоа. Супер. И можност да патуваш. Си ги врза. Слободен, значи со пријателите слободен на избор каде ќе одиме и после тоа уплаќаме. Повели? Ја, мене семејството сега го морам. Еве, 3 ќе ставам за семејство. Браво. Зошто така мислиш? Па не знам, сега сакам моите. Како некој што е многу млад, да речеме, и немаш партнер, немаш жена, немаш деца, така. Кај знаеш ти дека нема? Знам, ми кажа. Insider information, значи морим те. Така, моите, сакам да сум цел живот, мислам сега колку можам толку. Види колку е ова убаво, сакам да сум со моите цел живот. Па да. Па толку вложиле за мене, сега ја би сакал да вратам така да. Многу ми се свиѓа ова затоа што све почесто го среќаваме моментот дека едва чекам да си одам од дома и да бидам слободен, а тоа апсолутно не значи како ќе си одиш од дома да бидеш слободен. Ама кога ќе се отидеш од дома многу повеќе ќе ги сакаш и ценеш родителите. Па вајда идеш на кратко. Да. Оставаш вака да им дојде после. Не само тоа, и ти како што старе се сошува со тој момент дека нема да бидат покрај тебе цел живот. Да, и во клучни моменти во животот кого бараш пак мајка ти. Да. Или татко ти. Да. Некој што ќе може да те придржи, бар да ти слуша. Нема да те без да ти превртува со очи. Нека ти превртува очи. Да, и ти. Ама и ти имаш време... она ти кажав. Ама добро, ако е да се пикне, да се живи здрави, многу добар избор. Да. Па добро, и пошто нема сека да се тука, така да еве вака и за работа. И Браво. најверојатно и пријатели, пошто Добро. Ти ќе постигнеш многу во живот. Фала ти. Фала ви. Рече Коста. Кажано. Повели? Може? Да. Најпрво, најголем приоритет би рекол за семејството, бидејќи се прават за мене, должен сум, така да прво ќе ставам за семејството дека ми се на прво место. Второ место би рекол пријателите и помалце мора да има хумор и малира. Браво. Браво, да. Браво.
Некако времето за семејството, јас мислам дека има најмногу, нели? 2, 4, 6, 8, да, 9. Време за семејството, како некој што патува по светов, а и сите други вие знаете, сте осетиле. Дали е ова карактеристика само на македонците или да речам барем на балканците? Дали се другите нации толку врзани кон своите семејства? Повеќе навикнати во некаква заедница да живееме. И сега тоа е некако добро и лошо. Добро е да што имаш поддршка, лошо е што сите одлуки животни ти зависат од сите у фамилијата. Амин треба. Ама јас знам на сестра ми, пошто живее у Холандија више 18 години, кога ќе дое тука со неа тие недела дена, ми се едноставното време што гам цела година, например и денес на 41 година кога се оди, јас со те помал плачење на родом. И у тој момент, да. Не ти е срам. И не ја испраќам, мака ја Мажите исто така плачат. Ја оставам и она вака ќе ме направи и кола почиња да плаче. Ама ти го покажува тој момент дека до кола можам. Дека е убаво и тоа. Дека имаш покажувањето на емоциите, дека имаш луѓе кои што ги сакаш и кои што се грижат за тебе. И ти фалат. Ама знаат мене што ми е најинтересно? Сите овие работи се важни, ама што е најважно за да можеш да ги правиш сите овие работи? А никој не стави на тоа. Да. Добро здравје и систем за поддршка. Ох, држ се генерацијо. Затоа што кога си млад мислиш дека секогаш ќе бидеш здрав. И тоа некако се потценува затоа што во глобала сме многу себични и не ни смета што ни е прљаво Скопје. Па јас сметам дека добро здравје и систем на поддршка ќе имаш најпрво ако имаш слободен избор и време за семејството. Ај сега да искористам малце од медицина школото што го имам и работно искуство. Медицина имаш завршено? Што немам, ама друг пат ќе збориме, нема време толку. Чекај, дипломирана или како беше? Медицинска сестра, тоа имам работено, дипломирана, да. Здравен техничар. Ето. Колешки. И дека не може без слободен избор и без време за семејството да си има добро здравје. Затоа што од тој стрес и ако немаш слободен избор во било која сфера од животот, нема ни здравјето да ти биде добро. Фала многу пријатно. Па еве ако тргнам за себе да зборам, еве можам и останатите да ги приклучам бидејќи сме некако помлади, се уште не сме доволно еволвирани за да размислуваме на кај здравје или на кај чист град или на кај средината. Многу сме фокусирани на тоа моментално што го живееме да си го направиме некако поинтересно. Па и така треба да ти кажам. Да, па понатака кидат тие работи. Кога ќе станете свесни дека постојат ризиците и таму. Исто чист град не ни доби ништо, меѓутоа дали мислите немаме пример за чист град. Многу сме се откажале од идеја. И тоа сакам да кажам, да и сме се навикнале да го гледаме, тоа е тоа. Финска, Данска, Исланд, Шведска, Холандија. Ова се првите 5 држави кои се највисоко на листата на среќни нации. Податоците ги собира Gallup Worldwide, секоја година со исти прашања во повеќе од 150 држави. Рангирањето покажува каква е стабилноста и довербата, а не моменталното расположение или културните навики. Тоа е всушност глобален барометар за тоа колку и како ни функционира секојдневниот живот, но не и колку гласно ја покажуваме среќата. Во името на првопласираните скандинавци, овие статистики од прва рака ги проверуваме со амбасадорот на Шведска во Македонија. Се разбира, на почеток ги дефинираме сличностите и љубовта кон малите работи. Maybe there's something to the mindset that you said. I mean, this glass, is it half full or half empty? It's a matter of definition of mindset. We can fill it up a little bit more. We can fill it up a little bit more, but to philosophize about how it's empty, would it be nice, would blah blah blah, etc. Like that doesn't lead anywhere. I think maybe one quality that Swedes have, or many Swedes have, is to say, okay, the glass might not be completely full. It could be fuller, and perhaps it could be orange juice. But let's not talk so much about that. Let's move on and fill it up. Let's make some orange juice, or let's get some wine or something like this. Swedes are quite good at looking forward to see, okay, what's next? What do we do about it? What do we do about that? We're also, mind you, I mean, now it sounds like we are the optimistic, happy rabbits. Really not. Swedes also like to complain a little bit every once in a while, and especially when the winter sets in, it's cold and dark, and so on. But then we light the candle, we take out the cinnamon buns. And you do fika? We do fika.
Exactly. So that's one way to keep us happy. Can you tell us a little bit more about that? Yeah. No, but fika. The tradition of fika. Fika is what we're doing right now. Yes. No, it always involves sitting down. You can't stand up and fika, so you sit down. You drink something. So basically taking our time. We are not in a rush. If we are standing up, then it's like we are almost. Then it's not fika anymore. Then it's a I mean, I love a short espresso on the way to work, I take one on the way to but that's not my work at the embassy. That's not fika. Fika means sitting down, taking some time off. You drink something, often coffee, but it could also be tea, whatever you like, and you eat something, often something sweet, and stereotypically and commonly. Cinnamon buns, which we have right here. So that will be a typical Swedish fika here. And then you talk about something that is not work. If you talk about work over coffee and bun, then it's a meeting. Fika is leveling out with your colleague or your friend or your partner and saying where we're at. How are you? Politics is out. No, you can talk about politics as well, but it means taking a step away and maybe leveling with the person that you're talking to. At work, fika is essential because that means that we're very busy with our emails and our meetings and our stressful processes and so on, which can create stress and anger or concerns. But then you sit down a little bit. You talk to your colleagues, you get to know them a little bit. You discuss, hey, who made these buns? These are great. Okay, how about you? What are you doing this weekend? Oh, okay. How are your kids? How are your family? You get to know people a little bit on a level. It means taking a break from the daily hamster wheel and so on. The Danes have a similar concept called hygge. Those things are related, I would say. It's a sense of coziness, sense of informality, sense of leveling it out, and taking a break, grounding yourself and with your colleagues or friends. I know. I can imagine what most of the people from Macedonia, living in Macedonia, would think about now that they would listen to us. They would say it's easy to speak like this if you live in Sweden, if you are from Sweden, or if you earn as a Swede. Do you think that something might change if the country is not as wealthy or socially democratic stable as it is, financially stable as it is? If you live on a GDP like a typical Macedonian? Well, that's a very good question and very hard to answer. But I mean, one thing to keep in mind, Sweden was not always a rich country. If you go back 150 years, Sweden was a poor, we're still at the outskirts or periphery of continental Europe, of course, but it was a poor country that people emigrated from. 10th of the Swedish population emigrated in the late 1800s. Many of them went to America, to Minnesota and Michigan, New Jersey, and so on. The biggest communities. Yes. No, they went there because they felt at home with the snow and so on, maybe. It was a country that people were leaving because they didn't see a future then. Then over decades, over the past 150 years, Sweden developed into one of the richest countries in the world with a very high living standard and so on, a very comprehensive social welfare system and so on. But this is relatively, historically speaking, recent. Now, what would happen if there would be an economic collapse influencing, hypothetically, only Sweden and not our neighbors in the Nordic region or something? That would be something that would happen only to Sweden. I think that would have an impact on overall happiness. If you don't know where your next salary is coming from, how are you going to support your family? How are you going to pay for your children's winter shoes? Yes, that will create concern and worries and unhappiness, I would imagine that. But what it would not change, I think, is the Swedish instinct for creativity, innovation, and kind of the forward-looking, what's next attitude that Sweden have. Yes. That I think would remain, and that makes me confident that if an event would befall Sweden or development, that would turn life more challenging. I think there's also a way the Swedish spirit could overcome that too, so like we have many times before. I would like to throw in another word that I think is a key
to the relative success of Nordic countries in these kind of rankings. That is balance. The balance, the equilibrium between individual freedom, going on your own, starting companies, making it on your own, traveling around the world, developing yourself, and so on, while at the same time, community, relationship, family, tradition. That balance, and to get that right, I think is essential for happiness everywhere. Is there anything that we can learn from you that you can share? Like, do you share secrets with your neighbors? Is it a state of mind? Is it the way you were learning, your education, the system that you live in that makes people be content, not just happy, let's say satisfied with what they have? And here in the Balkans, we always have this feeling like we lack something, like our society and our countries are on the verge of changes, and we will always like to have our cup a little bit more fuller. No, the great question again, the Swedish relationship to the Nordic countries, and something I've actually reflected a little bit about the last couple of days. Now, the Nordic countries, we are siblings, not only neighbors on the map, but siblings in society or in history. We can identify lots of things that sets one Nordic country apart, or several, or where things are different. Iceland is an island, rather far away from continental Europe, with a separate history, of course, and a smaller population. Norway and Sweden has huge mountains. Denmark does not, but it's beautiful anyways. Norway and Iceland and Denmark were members of NATO for a long time. Sweden and Finland just joined very recently. Sweden, Denmark and Finland, so members of the European Union. Norway and Iceland are not. We are differently good at football and ice hockey. We have slightly different traditions and slightly food. And whereas all the other Scandinavian languages are very similar, Finnish is a completely different ballgame. Now, these are things that set us apart, but that's like with siblings. Yes, you find differently, some like that artist or something like that, but essentially, when we face the world, we are very, very similar. We have so much in common. So the things that I've been saying now about Sweden, many of those things I would imagine you would also get if you would interview an ambassador from any of the other Nordic countries. We interact a lot. These are our closest partners. Again, not on the map, but in practice as well. Our institutions work very closely together. We take inspiration from each other a lot. Cultural phenomenons tends to go in parallel in our various countries. When one country is pulling ahead in some area, like Denmark with the film, I remember when I was younger, we were all inspired by that, and then maybe they have a great cinematography. Oh, absolutely. But we inspire each other, and we take inspiration from each other. But you also like to compete between. But we do like to compete. Yeah, that was what I was saying. So as a Swedish ambassador, it bothers me tremendously, as you can imagine, to see Finland on top of this list. Now, in ice hockey, I can accept that. In football, I could not. But in happiness, I mean, a little bit going forward, game on Finland, because fourth place in the world ranking, as you said, for Sweden, that's pretty good. But Finland, so it's a great motivation. It is. Кога денеска некој би ве прашал каде се гледате себе си на скалата од 1 до 10, со тоа што 1 е најлошиот можен живот, а 10 најубавиот живот што можете да си го замислите, искрено, што би кажале? Каде се позиционирате себе? Одговарањето на овие прашања на Македонија ја донесе 86-та позиција во споредба со жителите на 147 држави. Во изминативе неколку години, иако со бебешки чакорчиња, како помалку да ни станува подобро. Бидејќи во 21-та сме биле 8 места подолу од сега. Што всушност се мери и прикажува на мапата на најсреќни држави на светот? И зошто скандинавците се држат цврсто на тронот, а само повремено се менуваат со пехарите? Истражувањето ја користи оваа оценка заедно со останатите 6 клучни фактори кои ја објаснуваат разликата меѓу државите. Приход по жител,
но не само како богатство, туку задоволување на основните потреби. Здрав животен век, не само како долг живот, туку квалитетен. Слобода. Дали можете да живеете како што сакате без страв и без рестрикции? Социјална поддршка. Имате ли некој на кој можете да се подпрете во тежок период? Великодушност. Ставка која ги мери добротворното делување и помагањето на непознати. И конечно, доверба во институциите. Кога верувате дека општеството во кое живеете не е фер, вашата оценка за среќа паѓа. И тоа паѓа брзо. The answer to what makes each of them or each of us happy is very individual, of course. If you ask me to say in 3 or 4 words what makes me happy, What would that be? I would say Veronica, Elias, Maya, and Emil. Now that's my wife and my children, and I think that kind of answer you will get for many people. Who are the people that make you happy? What makes you happy? To me, it's my family and my children. If you look a bit broader, what makes the country perform relatively well at these various rankings, I think you can sum it up in a set of baskets. One basket would be democracy, a foundation of a well-established country with strong traditions of democracy, rule of law, and gender equality, functional institutions, well-established, a strong tradition of rule of law, equality before the right, gender equality, the world's oldest freedom of speech legislation, one of the most far-reaching Freedom of Information Acts in the world. Those, I think, contribute to a sense of stability and a sense of trust in the institutions, that the system works. One of the most admired institutions in the Swedish system is our tax authority, because it works. People pay tax and they know that they get something back. The second basket I would point to, so democracy. The second one I would say sustainability. Sustainability in 2 ways, and a care for the natural environment. All the Nordic countries, including Sweden, have a deep relationship with the natural environment. We care about our forests, lakes, mountains and valleys and oceans. For 2 reasons. First of all, we enjoy having clean drinking water, a clean Baltic Sea to swim in with our children, clean forest to walk around with and so on. So that's one thing, that we benefit from a clean environment. But it's also something that we like to go out to. We like to ski, we like to hike, we like to swim, we like to spend time in our summer houses. But not just to use the nature, you have to give it back, you have to take care of it. Exactly. This is something that we really need to learn from you. Perhaps something there, but that's also something that you build up over generations. So maybe the first basket, democracy, second one, sustainability, and I would say the third one is creativity. Sweden has the largest or the highest numbers of patents per capita in the world. Sweden is the home of, or has been for not only decades but centuries, for entrepreneurs, engineers, businessmen who have started companies that have grown in Sweden and then expanded. I mean, you have the old giants like Ericsson and Volvo and so on. Yeah. Later in the 20th century, H&M, IKEA, and now more recently, I mean, we spoke about that a little bit before, Spotify, Klarna, Minecraft, Skype is partly Swedish as well. So all those companies are now world leaders in what they do. If you look at popular culture, for example, I mean, Sweden is also the home of ABBA, Spotify, and a guy called Max Martin, who is the most successful music producer of all time. I mean, Taylor Swift, we spoke about her this morning as well. I mean, she just released her album, but that's made in Sweden. Why? Because we are good at pop music. We're good at popular culture in general. So I think in that basket of innovation and creativity, there is this sense of dynamism, innovation, and kind of what's next? What's next? What's the next biggest thing? How can we improve? How can we build? How can we become better? When I was in Sweden, I bought a book at the airport that was called The Almost Nearly Perfect People. And it was about the 5 Nordic countries. Yes. Do you consider yourself as almost nearly perfect people?
Not at all, and not personally, and not as a country either. We have our challenges, but I think what makes us relatively successful in these rankings is the desire maybe towards, if not perfection, but improvement. Swedes are engineers, entrepreneurs, we're designers, we're builders. This is some great Swedish design sitting around us right now, by the way. We want to improve things all the time, and I think that does never make us perfect, ever. That journey goes on. Social engineering or physical engineering, furniture making, music making, but we always want to make things a little bit better all the time. That keeps us busy. We work hard. That also keeps us directed somewhere. But I think maybe that ambition or that instinct, that the glass is half full, you can celebrate that, or you can say, hey, let's fill it up. Or I have an idea. I have an idea. Yeah. It takes you forward. I think that keeps you, that contributes to creating a society that works relatively well, but it also helps you to create a future and a vision and some sort of hope and trust on that the future might be better than today. Среќата често ја бараме во големи настани, а науката не демантира, бидејќи мозокот реагира на фреквенција, а не на големината. Малите радости, како кафе на сонце, кратка прошетка, смешни клипови, активираат допамин, речиси исто колку и големите победи. И микросоцијалните контакти се чудо. Според Харвард, доволни се само 10 секунди интеракција со човек што ни е симпатичен. Научно е потврдено дека времето, сообраќајот и политичката клима влијаат врз нашето расположение повеќе од колку што признаваме. Психологијата ова го нарекува амбиентален стрес. Облачните денови го намалуваат серотонинот. Загадениот воздух ја зголемува раздразливоста. Хроничниот метеж е докажан убиец на расположение. Според Универзитетот во Бритиш Колумбија, луѓето што минуваат повеќе од 30 минути во сообраќаен хаос имаат значително повисок кортизол и пониско ниво на моментална сеќа. Политичката нестабилност го намалува чувството на контрола. Еден од најважните фактори за добра состојба. Вака кога ги гледаме луѓе што поминуваат, дали ти се чини дека се среќни луѓе? Знаеш, денески многу интересно е кога има сонце, во Скопје добивам чувство дека сите се среќни. Да. А кога е тмурно времето, особено во зима, и особено претходната зима за време на Нова година, кога немаш апсолутно никаква новогодишна атмосфера, на сеќаваш? Па последниве 3-4 години немаме нешто многу. Изгледаше се тажно, депресивно како хорор филм. Онака ги гледаш и онака најсветлиот празник во годината е, а во исто време околу тебе гледаш само меланхолија. Не е ни тага, туку онака... Овеното. Да. Кога ќе ги видам, да речеме, параметрите според кои се проценува дали се некои нации среќни помалку или повеќе среќни, кога луѓето сами си ги рангираат, меѓу другото нели го рангираат и каков е животот во градот, колку им е олеснет животот кога треба да се обратат во институции, образованието какво е, здравството какво е, локалната самоуправа, дали дома ти е средено пред вратата, во уличката, ѓубрето изфрлено и така натаму, дека сето тоа нормално влијае. Па ако се заглавено сообраќај пола сат за нешто што е 2 километри. Но и во Њујорк ќе се заглавиш во сообраќај, знаеш? Па да, ама во Њујорк, например, повеќето се возат со метро. Да. Значи имаш добар градски превоз. Ама има такви моменти што ни се тригери, ја мислам. Значи ти нешто си имаш веќе во себе, само чекаш, да. Тригерот ти е, при мене многу ми е интересна нервозата во сообраќајот. И сега некој мој размислување е дека кога си ти на воланот, е единствениот момент кога имаш контрола на нешто во животот. И најверојатно луѓето поради тоа многу се нервозни кога возат, тоа е можеби единствениот момент каде што онака, јас сум сега во контрола. Привидна контрола, да. Мислиш дека имаш, ја имам сега контрола на воланов, и сите фрустрации што ги имам врз мене, целиот бес што ги имам врз мене, сега е моментот да го исфрлам. За некои најбанални ситуации, например, не знам, не тргаш одма на црвено.
ова на зелено. Или ако ти свирне некој намерно Да. се влечкаш за него да го фати црвен. Да. Тоа се тие македонски трикчиња. Пред себе ќе си кажеме што не мачи, какви сме, што не фрустрира и така натаму, ама ако некој ни рече вие сте несреќни, можеме да се испотепаме тука да докажеме дека не е така, ние сме среќни. Ние имаме сончево време, имаме топла заедница околу нас, живееме блиски со нашите семејства, пријатели и така натаму. Ама така е за се. Така е за се. Ние што правиме тука? Секој фрла ѓубре што сака цигара, што сака све живо и диво. Ама некој нека ти започне моабет, Македонија не постои, нешто вако, одма се буди. Се буди. И Македонија затоа што мислам дека сме зависни од екстерната валидација. И тоа е многу интересно. Ама дали е факт така дека ние навистина имаме малку потопли релации и семејни и пријателски, да речеме, од другите делови на Европа и светот? Еве, пошто патуваш, дали можеш да го кажеш во споредба? Например, еве, во твојот телефон, сега ако свртиш, да речеме на 5 од 10 твои кои што ги сметаш за блиски пријатели и да им речеш ајде на кафе утре, колку од нив ќе прифатат, што мислиш? Па не многу. Не многу. Твоите пријатели данци не се. Не, слушај. Ама ја не кем да ми се јави за на кафе. Туку да ти Сакам кога ќе ми биде мене тешко да знам дека можам да рачунам на него. Па добро, ама некогаш и... Затоа што за кафе имаш милион луѓе. Сега можеме рандом да звонам, ќе се ама некој некогаш и на кафе. пијачка и мрчење на улица и тоа е национален спорт. Апсолутно, треба да е национален спорт, ама тежината на пријателство да се гледа кому може да свртиш кога ти е тешко. И навистина да му кажеш дека му е тешко. Зашто вака за зезање, ја ти да седиме, да трачаме све живо и диво, секој втор контакт ќе дое да се забавljаме. Ама тој тежок момент кога седиш у депресија, кога ти е тешко, која ако кажеш, ако кажеш имам потреба сега да те видам, тешко ми е, колку луѓе ќе дојдат? У мојот круг сите. Ја дури на еден од моите најдобри пријатели му викам, не ме барај за банални работи, нема да ти помогнам тука, ама ако е за нешто тешко, прв ќе бидам. Ама ти си ако Коста треба среќен човек. Ти си среќен човек. Па сум. Сега ќе ти кажа, мозокот како ми вика, па не сум среќен, ама гласот во твојата глава не го слушај, ти си среќен човек. Среќен сум. Ако ги гледаме коментарите на интернет, светот личи на студено и иронично место. Но во текот на 2024 година истражувачите кои го правеа трикот со изгубениот и пронајден новчаник беа шокирани. Многу повеќе луѓе ги вратиле изгубените новчаници отколку што кој било очекувал. Многу веројатно е дека добрината всушност не е изумрена, само се крие под нашата колективна циничност. И конечно, што не прави среќни? Среќа е кога она што го мислиш, она што го кажуваш и она што го правиш се во хармонија. Јас сум Мили Пешава, вие гледавте Реалити Чек.